Добре дојдовте во училница на видеочасот по математика наменет за второ оделение. Наставната содржина на овој час е делење и знакот за делење. Целта е да го разбираме делењето како делење на делови и како групирање. На крајот од овој час вие треба да умеете да делите со 2, 5 и 10. Знакот за делење. Во светот се користат повеќе различни знаци за делење. Например, исказот 4 делено на 2 можете да го сретнете запишан на овие начини. Знакот за делење запишан како една легната цртичка со две точки од озгора и од оздола, но тоа се чита 4 делено на 2. Во овој случај знакот за делење е една коса црта и повторно се чита 4 делено на 2. И кога знакот за делење представуваат две точки напишани една врз друга, повторно се чита 4 делено на 2 и тој знак го користиме ние. Значи во иднина, секогаш кога ќе го видите овој знак, знаете дека тоа е знакот за делење. Што представува делењето? Делењето означува раздвојување на една целина на повеќе еднакви делови. Еве ние тука сега имаме прикажано еден круг што ни представува едно цело, но имаме и 20 јаболчиња кои исто така представуваат едно цело. Оваа целина ние ќе ја раздвоиме на еднакви делови. И кругот го раздвоивме на еднакви делови и добивме четвртини, но за тоа ќе учиме на некој друг час. И бројот 20 го разделивме на еднакви делови, односно во секое делче сега имаме по 1, 2, 3, 4, 5 јаболчиња. Значи делењето означува раздвојување на целото на повеќе еднакви делови. Внимавајте, многу е важно дека деловите треба да бидат еднакви. Ова што го направивме ние, ќе го запишеме со математичкиот израз 20 делено на 4. Значи целото беше 20, тоа го поделивме на 4 еднакви делови и добивме во секое делче нова количина, тоа е бројот 5. Значи 20 делено на 4 е 5. При операцијата делење, првиот број, оној што го делиме, се вика деленик. Оној што го представува целото, а го делиме. Вториот број, тој што дели, односно на колку делови ќе поделиме, се вика делител. И на крај, делот, количината што ја добивме, се вика количник. Значи деленик, делител и количник. Кога една група делиме на два дела во секојдневниот живот, тоа го правиме на овој начин. Еве, например, имаме 6 бомбончиња што треба да ги поделиме на два дела, односно на две дечиња. Како тоа го правиме? Обично, по принципот едно тебе, едно мене. Значи, така ќе постапиме и овој пат. Ги делиме бомбоните на децата. Едно на девојчето, едно на момчето и се така додека не ја поделиме целата количина на два дела. Бомбончињата се потрошија, сите се поделени. Колку доби девојчето? 3. Колку доби момчето? Исто така 3. Значи, помалите делови се 3, изнесуваат 3. Значи 6 делено на 2 е еднакво на 3.
И делењето на делови не се однесува само кога делиме на 2 дела. Можеме да поделиме на 3, на 4, на 5, на колку сакаме делови, на истиот начин. Еве во овој случај имаме 12 јаболчиња, што треба да ги поделиме на 3 дела во 3 чинии. Ке делиме на истиот начин. Значи, во секоја чинија ќе ставаме по едно јаболче, се додека не ги потрошиме сите јаболчиња. Ете, добивме 3 еднакви дела, затоа што делевме на 3. Во секој дел има 4 јаболчиња. Значи, 12 делено на 3 е еднакво 4. Ова ви го покажувам затоа што кога ќе имате дома задачи за делење, кога ќе ви даде вашата наставничка да решавате, вие можете да земете некои ситни предмети, како што се капачиња, графчиња, копчиња, што и да имате, и на овој начин да ги решавате вашите задачи. Значи, ако треба да поделите 12 делено на 3, земате 12 капачиња и ги делите на 3 дела се додека не се потрошат сите. Кога ќе се потрошат сите, ќе ги преброите и тоа е вашиот количник, односно резултатот. Делењето представува и нешто друго, не само делење на делови, туку делењето всушност представува колку пати еден број се содржи во друг број. Верувам дека нешто не ви е јасно, затоа ќе се обидам да ви го кажам тоа на поедноставен начин. Делењето представува уште и пресметување колку еднакви групи можеме да формираме. Еве овдека, најлесно ќе разбереме преку пример, имаме една задача 12 делено на 2. Што треба да правиме? Ние всушност треба да најдеме колку групи од по 2 има во бројот 12, или поинаку, колку двојки има во бројот 12. Како ќе го направиме тоа? Па ќе формираме групи од по 2. Еве, 2 пеперутки и повторно 2 и повторно 2 и формираме групи од по 2 додека не ја поделиме целата количина. Колку групи добивме? 1, 2, 3, 4, 5, 6 групи. Значи, бројот 2 во бројот 12 се содржи 6 пати, или пак формиравме 6 групи од по 2 пеперутки. Тоа ќе го покажеме и со броеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6 двојки. Броиме по 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Значи, 6 двојки се содржат во бројот 12. Уште еден пример за делењето како групирање. Сега имаме задача бројот 18 да го поделиме на 3, односно да откриеме колку тројки се содржат во бројот 18. Тоа ќе го направиме со заокружување на овие цветови по 3. Значи, една група од 3, 2 групи од 3, 3 групи, 4 групи, 5 групи, 6 групи. Значи, колку групи формиравме од по 3? Формиравме 6 групи. Значи, 18 делено на 3 е еднакво на 6. Како ова групирање ќе ни помогне ние да пресметуваме? И тоа со помош на прстињата. Еве, сега ќе ви го покажам тој начин. Треба да откриеме колку двојки има
во бројот 18. Тоа ќе го направиме така што со нашите прстиња ќе броиме по 2. Значи, секое прсте ќе има вредност 2. И ќе броиме се дотогаш додека не стасаме до бројот 18. Ајде да почнеме. 2, едно прсте, 2. 2 прстиња, 4. 3 прстиња, 6. 4 прстиња, 8. 5 прстиња, 10. 6 прстиња за 12. 7 прстиња за 14. 8 прстиња за 16. 9 прстиња за 18. Стасавме до бројот 18. Значи, колку двојки има во бројот 18, тоа ни го кажуваат броевите, бројот на нашите прстиња. Колку прстиња се тоа ги броиме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи, 2 во 18 се содржи 9 пати. Да повториме уште еднаш. Ако делиме со 2, броиме по 2. Броиме се дотокаш додека не дојдеме до бројот 18. Кога ќе стасаме до бројот 18, броиме колку прстиња сме отвориле, тоа е нашиот резултат. Да решиме уште еден пример, можеби ќе ни биде појасно. Треба да стасаме до бројот 35. Само овој пат ќе броиме по 5. Значи, наоѓаме колку петки има во 35. Да почнеме да броиме по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. И тука треба да застанеме, затоа што треба да стасаме до бројот 35. Сега ќе ги изброиме прстињата што сме ги отвориле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прстиња. 35 делено на 5 е 7. Ние сме направиле 7 групи од по 5. И уште една задача по исто така дел со помош на прстиња, само што овој пат ќе формираме групи од по 10, односно треба да откриеме колку десетки има во бројот 40. Броиме по 10 се додека не стасаме до 40. 10, 20, 30, 40. Колку прстиња се тие? 1, 2, 3, 4 прстиња. Значи 40 делено на 10 е 4. Важно е да запомните дека на овој начин решаваме така што броиме по толку колку што ни пишува во делителот. Од почетокот беше делено на 2 и броевме по 2. Втората задача беше делено на 5, броевме по 5 и во оваа задача делено на 10, броиме по 10. На крај ги избројуваме прстињата. Делењето е спротивна математичка операција на множењето. Тоа ќе го видиме преку примерот што го видовме на почетокот на овој час. Значи имавме 20 јаболчиња што треба да ги поделиме на 4 еднакви дела. И тоа го направивме. И дознавме дека еден дел има 5 јаболчиња. Значи 20 делено на 4 е еднакво на 5. Но што ќе се случи ако ја смениме операцијата? Односно, да речеме 5 по 4 колку е? Сега во овој момент имаме 4 дела, во секој дел по 5 јаболчиња. Колку се сите заедно? За да го најдеме тоа, треба сите јаболчиња повторно да ги вратиме. 5 по 4 е 20. Значи, 20 делено на 4 е 5,
а 5 по 4 е 20. Со делење разделуваме, а со множење сите групи ги собираме заедно. Затоа велиме дека делењето и множењето се спротивни операции. Делењето разделува, множењето ги собира повторно сите групи заедно. Затоа можеме да кажеме дека множењето и делењето се спротивни операции. Како ова ќе ни помогне за да решаваме задачи за делење? Сега ќе ви покажам. Треба да пресметаме 8 делено на 2. Немаме капачиња, немаме прстиња, не смееме да се користиме со нив. Затоа ќе ја искористиме таблицата множење со 2. Вие веќе ја совладавте таблицата множење со 2. Сега е момент да се запрашате колку по 2 е 8. Ајде да се присетиме колку по 2 е 8. 1 по 2 е 2, 2 по 2 е 4, 3 по 2 е 6, 4 по 2 е 8. Значи, овдека треба да стои бројот 4. Ние ја решивме оваа задача со помош на таблицата множење. 8 делено на 2 е 4. Следната задача е 25 делено на 5. Ние ќе се запрашаме колку по 5 е 25. Од таблицата множење треба да се сетите дека 5 по 5 е 25. Следната задача, колку по 10 е 60. 6 по 10 е 60. И уште една задачка, колку по 2 е 12. Да се присетиме на таблицата со 2 и ќе се сетиме дека 6 по 2 е 12. Затоа 12 делено на 2 е 6. Да се подсетиме што учевме на овој час. Научевме дека делењето е разделување на делови. Па делевме јамболчиња и бомбончиња. Потоа се научивме дека можеме да делиме и со помош на групирање, така што ќе формираме групи и ќе откриеме колку пати делителот се содржи во деленикот. Следното беше делење со помош на прсти, кога наоѓавме исто така колку пати бројот 10 или 2 или 5 се содржи во деленикот, така што броевме по тој број и на крај го искористивме множењето за да го пронајдеме количникот на задачата што ни се бара. Вежбајте математика и решавајте задачи делење на еден од овие начини, оној што ви е најлесен, тој да си го применувате во иднина. Ви благодарам многу и довидување.